Почитувани сограждани, СДСМ повторно на дело го покажа своето лицемерие спрема кавадарчани. Со изплатата на ветените 2 денари за килограм предадено грозие, СДСМ врши класичен политички подкуп. Доколку вистински сака да им помогнат на лозарите, зашто се чекаше да почне предизборна кампања па да ги исплатат овие средства? Зашто не се исплатија овие пари пред еден месец или за Свети Трифун, кога лозарите ги бараа овие средства? Во текот на вчерашниот ден гледавме како министерот Трајан Димковски, а и кандидатот за пратеник од СДСМ Панчо Минов преку политички изјави се обидуваа да извршат политичко влијание користичи ја исплатата на парите кон лозарите. Со изјавата на председателот на Сдруженијето Напредни лозари Трајче Кулев, кој наместо заштитник на лозарите излегува дека е полтрон на министерот Трајан Димковски. Можеме да забележиме дека оваа влада нема идеи за откупот на грозјето од оваа реколта, а Сдруженијето Напредни лозари и Трајче Кулев се само параван да се сокрие неспособноста на оваа влада со лозарството. Затоа го прашуваме министерот Димковски, која ќе биде цената на гројството оваа година? Зошто винарите не подпишуваат договори со лозарите за сортите Вранец и Смедеревка? Дали заборавија на ветеното? Дали владата ќе биде посредник помеѓу лозарите и винарите и цената на грозјето и количините кои ќе ги откупуваат винарите ќе се знаат уште месец февруари? Почитувани сограѓани, не подклетнувајте на зборовите на пратеникот од СДС Панчо Минов и министерот Трајан Димковски. Субвенциите се ваши за гарантирани средства и ниту една политичка партија не смее да ги злоупотреби и да ги политизира. Затоа, сите заедно ве повикуваме на 15 јули да излеземе на избори и конечно да ги испратиме Панчо Минов и Трајан Димковски во политичка пензија. За доброто на лозарите, за доброто на Македонија. Обновата доаѓа, ВМРО ДПМН победува. Благодарам.